Поживо во овие вести Сања Димитровска. Сања, кај нас имаше два сомнителни случаи, дали анализите се негативни за двата? Во Македонија нема коронавирус и вториот сомнителен случај од Дубај, кој што утринава бил хоспитализиран на клиниката за инфективни болести, направените тестови покажале дека е негативен на COVID-19. Оваа вест пред 10 минути за медиумите ја соопшти министерот за здравство Венко Филипче. Предлагам да слушнеме што друго кажа Филипче. Вториот случај кој го тестиравме на коронавирус е негативен. Станува збор за патникот кој што е дојден од Дубај после 6-дневен престој таму. Станува збор за инфлуенца тип Б. Во текот на денешната седница на владата се донесоа повеќе заклучоци, препораки и задолженија кон Министерството за здравство да се преземени од вчерашниот состанок на Центарот за управување со кризи. Прво, ќе повторам дека патници кои што доаѓаат од Северна Италија ќе се пропуштаат на само 5 гранични сувоземни премини, тоа се Табановце, Девебајер, Блаце, Кјафасан, како и Богородица и двата аеродроми тука во Скопје и во Охрид. Понатаму се задолжи Министерството за здравство да набави соодветна опрема со што ја дополнуваме резервата која што имаме. Се задолжија сите јавни институции, основните, средните школи и универзитетите да ги одложат сите планирани патувања, студиски престои и екскурзии во регионот на Северна Италија и го повторуваме апелот да не се патува во овој регион, освен ако нема некоја голема и итна потреба. Сања, ова е последната вест дека нема коронавирус, два сомнителни случаи. Сепак, државата останува во една состојба на зголемена превентива. Денеска имаше и состанок на координативното тело, нели, за заштита. Кои се сите мерки кои што ги презема државата во поглед на овој вирус? Токму така, од вчера здравствените власти го подигнаа степенот на готовност, а од денеска во Министерството за здравство функционира и кризен штаб, кој што е составен од епидемиолози и од инфектолози, кои што постојано ќе ја следат состојбата со коронавирусот, како и оние засилени мерки кои што се преземаат, како што се контролите на аеродромите, на граничните премини, но и обезбедување на здравствени капацитети за евентуално сместување на сомнителни пациенти. Член на кризниот штаб е и доктор Жарко Караджовски, кој што ни е денешен гостин во вестите. Доктор Караджовски, немаме коронавирус, двата сомнителни случаи се покажаа негативни. Меѓутоа, освен драматичната ситуација во Албанија, во Италија, се извинувам, имаме денеска случај потврден во Хрватска, што значи веќе ни доаѓа до границите на Македонија. Очекувате ли овие денови кај нас да се смени состојбата, па и ние да имаме некој што е не само сомнителен, туку и заразен со коронавирус? Добар ден, ги поздравувам вашите гледачи на вашата емисија. Што се однесува до актуелната состојба во Република Северна Македонија, нагласувам дека на денешен ден ние досега немаме регистрирано сомнение на коронавирус. Актуелната здравствена состојба ја следиме континуирано 24/7. Формиравме утрово кризен штаб во кој што сум ја еден од членовите. Апсолутно сме спремни со нашите онолку капацитети колку што ги има државата, да ја следиме состојбата, да диагностицираме сомнителен случај, да го изолираме на соодветно место, тоа е болницата во Штип, меѓутоа и спремаме капацитети за изолација во Велес и во Гостивар. Утринските случаи за кои што ме прашувате се покажаа дека се инфлуенца Б за лицето што е од Дубај, меѓутоа лицето од Хрватска што е диагностицирано како позитивно и што се наоѓа на лекување, ни внесе малце немир затоа што самите знаеме дека чим е на Балканот, објективно, многу објективно може да се случи од Италија во Хрватска, од Хрватска во нашата држава. Меѓутоа ние сме спремни дека состојбата ја држиме барем за сега под контрола и дека доколку се случи имаме екипи како на аеродромот, така и во здравствените капацитети кои што треба да одговорат на лекување на овие пациенти. Вие велите дека сте спремни, меѓутоа сепак постои паника кај населението, особено што во аптеките воопшто нема заштитни маски. Како епидемиолог, може ли да не кажете колку тие маски заштитни може да не заштитат од коронавирус? Значи, она што е најважно, заштитите маски со филтер FF95 може да го заштитат лицето кое што ги носи континуирано, доколку стапи во личен контакт
респираторен контакт со некое лице кој што го има вирусот. Меѓутоа, за мене е најдобро да нема коронавирус во околината и нашите луѓе да не стапат во непосреден контакт. Меѓутоа, што ако стапат? Тие прво треба да имаат респираторна симптоматологија, второ, да се јават на одредените телефонски броеви кои што ги имаме дадено на флаерите, ако допатуваат во нашата држава со авион. Меѓутоа, сега истата таква задача ќе имаат и граничните полицајци, кои што ќе постават 5-6 прашања на кои што треба да одговорат лицата кои што имаат симптоми. Доколку имаат симптоми, кои се респираторни симптоми, наведено им е тамо, доколку имаат респираторни симптоми и доаѓаат од држава каде што има во моментов ризик, односно доаѓаат од држава која што има заболени и инфицирани, треба да се повика надлежниот епидемиолог. Тој надлежен епидемиолог ќе се јави во Институтот за јавно здравје, каде што ќе добие понатамошни насоки. Доколку има потреба, ќе се земе материјал за анализа, анализата ќе биде готова за 4 часа и веднаш ќе се пристапи кон две опции. Првата опција, хоспитализација на лицето што е позитивно, или лицето ќе добие информативен пропаганден материјал, едукативен материјал, со тоа што доколку има било какви тегоби, ќе се обрати на некој од наведените телефони. Имаме само една термална камера и таа се наоѓа на Скопскиот аеродром, а вие велите дека имаме целосен надзор и на двата аеродроми и на сите гранични премини во државата. Колку термалната камера може да спречи влез на коронавирус во земјата? Термалната камера е само една од активностите кои што се спроведуваат на светско ниво. Што тоа значи во пракса? Температура измерена со термалната камера над 38,5 е за нас аларм да го повикаме надлежното лице кое што е здравствен персонал тамо, бидејќи на секое место имаме доктор и техничар, медицински техничар. На аеродромот постои исто така здравствена екипа од аеродромот. Меѓутоа, сите епидемиолози, 10 центри за јавно здравје, се во приправност да бидат повикани. Значи, кога ќе земете дека имаме доктор од аеродром, доктор на термална камера, доктор епидемиолог на повик, доктор од Институт за јавно здравје на пасивна приправност, 4 епидемиолози кои што во секој момент можат да одговорат, 4 доктори, да одговорат на предизвикот дали има и дали нема сомнение. Ако на тоа се надоврзе екипа која што е 24/7 приправна во Институт за јавно здравје за дијагностика, значи можеме да откриеме секое сомнение или случај кој што бил во контакт за 4 часа. Меѓутоа, вашето е дали термалната камера штити или не известува 100%. Термалната камера практично гледано, таа нема голема корист, меѓутоа, само една од насоките како да реагираме брзо. Ако имаме припремни 100 кревети кои што се во моментов испразнети, имаме 20 инфектолози во приправност, имаме инфективна клиника со оддели кои што се испразнети и со соби со негативен притисок, ако имаме 3 болници кои што чекаат во приправност за поедините патници кои што ќе бидат донесени тамо, значи со нашите капацитети како држава, со она што го имаме во моментот е доволно за да располагаме со барем некакви капацитети. Повторувам, ние не сме го подигнале највисоко ниво на приправност. Значи, сега сме во некоја жолта фаза припремна. Меѓутоа, доколку се случи да имаме состојба која што ќе прикаже алерт на највисоко ниво, тоа ќе биде нотирано од владата. Владата ќе донесе сосема други мерки кои што ќе бидат поврзани со активност на територија на целата држава. Односно, ќе биде тоа или приправност на целата држава или подигната состојбата на повисоко ниво. Така, јас ви благодарам. Значи, Маријан, како што информиравме, двата сомнителни случаи во државата се негативни на коронавирус, додека пак здравствените власти тврдат дека сме подготвени да одговориме доколку во земјата сепак ни се случи да имаме позитивен случај на опасниот вирус. Ти благодарам, Сања.